Системот на полицијата Safe City официјално ќе почне со работа на 1 февруари 2026 година. Одложувањето од еден месец од МВР го објаснуваат со потребата од дополнителна техничка проверка и усогласување со правните процедури за електронско казнување на сообраќајните прекршоци. Добро, но не треба да се одложува една друга полициска работа – сузбивање на честите разбојништва по улиците на Скопје. Разбојниците низ главниот град стануваат се подрски, а при тоа неретко користат и сила, па и оружје. Неодамна 5 насилници нападнаа и ограбија 15-годишно момче во Центар. Разбојниците го пресретнале малолетникот. Едниот му се заканил со остар предмет и му одзел пари и мобилен телефон, а друг од нив физички го нападнал. Свежи и случајот кога двајца насилници нападнале спроти трговски центар едно лице и откако го натепале, го ограбиле одземајќи му 8800 денари. Има многу вакви примери. Кога ова ќе го снема од улиците, тогаш може да се каже дека функционира Safe City. Оти нели тоа е безбеден град. А за тоа, освен камери по улиците, треба да има и повеќе полиција која ќе делува превентивно кон насилните разбојници. Скопскиот аеродром го испрати 3 милионитиот патник. Тоа е голем успех и е резултат на зголемениот број на дестинации за кои значаен придонес има ресорното министерство. 3 милиони патници на Скопскиот аеродром е историја, нешто што се случува во Македонија, изјави денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој со раководството на ТАВ Македонија присуствуваше на свеченоста на аеродромот за испраќање на 3 милионитиот патник. Николовски оцени дека меѓународниот аеродром Скопје станува центар за регионот. Сето ова го зголемува бројот на туристите, како и развој на бизнисот во Македонија. Вице-премиерот најави нови авиолинии и се надева од следната година во овој период ќе има 3,5 милиони патници на Скопскиот аеродром. Во понеделник во 18 часот новогодишно ќе светне Скопје. Ова го соопшти градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, при што најави свечена програма на плоштадот Македонија, со која ќе биде означен почетокот на новогодишните и божичните манифестации. Од градот Скопје упатуваат покана до сите граѓани да присуствуваат на заедничкото вклучување на празничното осветлување. Нашиот град е најубав кога свети од насмевки и празнична магија. Сите ја заслужуваме топлината што ја носат празниците. Затоа со голема радост ве канам да го започнеме едно ново празнично поглавје, изјави Ѓорѓиевски. Општина Аеродром ќе го отстранува божичниот базар Зимзоленд, кој во Ново Лисиче речиси 2 недели работел без потребната документација. Од општината велат дека организаторите немале ниту еден валиден документ и најави дека ја започнале постапката за демонтирање. Ова било утврдено вчера попладне во заеднички вонреден инспекцијски надзор од градежната инспекција на општина Аеродром, Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд и Дирекцијата за заштита и спасување. Дополнително биле утврдени и други неправилности. Од Агенцијата за храна и ветеринарство било утврдено дека организаторот не бил регистриран како оператор со храна и не ја известил агенцијата дека на настанот ќе се продава храна. Од друга страна, денес организаторите на овој настан на социјалните мрежи објавија соопштение со кое демантираат дека биле затворени и најавија дека продолжуваат со работа. Град Скопје ја стартуваше новогодишната манифестација Украсуваме по скопски, со која граѓаните се повикуваат да се пријават и да учествуваат во изборот на најубаво украсен двор, тераса и најдобар средношколски расказ. Пријавувањето трае до 23 декември, а жири комисија од медиумски представници ќе ги оценува учесниците. Наградите ќе бидат доделени на крајот од месецот. Да го украсиме Скопје, секој дом, секоја тераса, секое срце, да ја донесеме празничната магија во секој дом, објавија од градската администрација. Изменета програмата за повластен паркинг за лицата со попреченост во Скопје. Ова се случува по барање на советничката група на Левица во Советот на град Скопје. Лицата со аутистичен спектар и Даунов синдром не беа опфатени со програмата, велат од партијата. 4 години се бориме за измена на оваа програма. Секогаш се наоѓаше некаков изговор да не се направи тоа. Истакна од Левица, чии амандмани по аргументираното излагање на Советот едногласно изгласа со заклучок програмата да биде изменета
и лицата со аутистичен спектар и Даунов синдром да добијат повластен паркинг. Истово ќе важи и за лицата со попреченост кои што не живеат во Скопје, а доаѓаат во главниот град за лекување, се додава во соопштението на партијата Левица. Во доцните часови синоќа полицијата изврши голема акција против нелегални казина коцкарници во Скопје. При тоа беа извршени претреси на повеќе локации. Пронајдени се парични средства и опрема за коцкање, вклучувајќи маси за покер, чипови и карти. Дополнително пронајдена и материја за која постои сомнение дека е наркотична дрога. Во акцијата е лишена од слобода поголема група лица, кои ќе бидат изведени пред надлежното јавно обвинителство по документирање на случајот. Во Скопје Сити Мол се одржа културниот настан Диалог меѓу традицијата и современоста. Ова е во рамки на програмата Фолклорот низ генерации живее. Настапите на фолклорните ансамбли ја споја традиционалната уметност со современиот израз. Публиката со воодушевување ги прифати изведбите и спонтано се вклучи во играта и дружењето. Настанот имаше за цел да ја истакне важноста на народната култура во современиот начин на живење, а беше помогнат и изведен од ансамблот Орце Николов. На 13 декември во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе биде изведена операта Севилскиот бербер од Джоакино Росини. Представата е под диригентство на Джанлука Мартиненги од Италија, во режија на Урсула Хорнер од Австрија. На сцената ќе настапат реномирани домашни и странски солисти заедно со хорот и оркестарот на МОБ.